Почитувани, Министерството за правда по неколку денови соопшти дека ги прифаќа трите принципи од ВМРО-ДПМН, кои што беа поставени како основа врз кое што ќе се разговара во креирањето на текстот на Законот за јавно обвинителство. Почитувани, добро е што Министерството вчера призна дека ги прескокнало сите меѓународни документи кои што водат до современо, непартиско, отчетно и храбро јавно обвинителство, кое би работело во заштита на граѓаните врз база на почитување на човековите права и дека укажувањата од ВМРО-ДПМН се токму во таа насока. Со прифаќањето на трите принципи поставени од ВМРО-ДПМН, Зоран Заев и Рената Треневска-Десковска признаа дека не се работи за злоупотреба од страна на опозицијата, туку напротив, за нивна злоупотреба од позиција на моќ кон носење на закон кој што не долекува на европска држава и закон врз кој што би се градело обвинителство во служба на извршната власт. Овој закон, како што знаете, мора да биде донесен со консензус со опозицијата и за него е невозможна трговија, ниту пак откажување од било кој од трите наведени принципи. Почитувани, добро е што Зоран Заев и Десковска повеќе не бегаат од имплементирање на 11 меѓународни акти од Обединетите нации, од препораките од Европскиот совет на министри, од препораки од Венецијанската комисија. Добро е што Заев и Десковска повеќе не бегаат од одговори за непочитување на обвинителството, ниту од непостапување на обвинителството, ниту од формирање на тело на посебно оделение за следење на европската регулатива и прецедентното право на Европскиот суд за човекови права. Добро е што Заев и Десковска повеќе не бегаат од барањата за политичка независност на обвинителството, ниту од избор на јавен обвинител по предлог на опозицијата. Барање, да подсетам, кое што до вчера и сада сама го поставуваше како услов, како решение кој што ќе ефектуира независноста и неутралноста на јавното обвинителство од извршната власт. Почитувани, добро е што Заев и Десковска повеќе не бегаат и не игнорираат аргументирани предлози кои што ќе овозможат борба со коруптивните и криминогените дејствија на власта, не бегаат од фактот дека треба да се има одговорност и почитување на човековите права, а не јавни обвинители да штитат министри и премиери и да спроведуваат чистки со политичка нарачка на власта. Добро е што Заев и Десковска повеќе не бегаат од анкетна комисија која што ќе ги испита сите афери во рамките на СЈ и начинот на кој што актуелниот состав истроши десетици милиони евра, ниту пак од формирање на тело на посебно оделение за следење на европската регулатива и прецедентното право на Европскиот суд за човекови права. И секако, добро е што Заев и Десковска повеќе не бегаат од истраги со кои што ќе се решат прашањата кои што и ден денес ја мачат Република Македонија, безбројните афери за криминогената приватизација, за оставањето на улица на над 300.000 работници, за сите бомбона бизниси и испитување на стекнатото богатство на низа транзицијски политичари, денеска повторно збиени во власта. Почитувани, Министерството за правда преку соопштение ја призна грешката, останува во следните денови власта и во разговорите да ја ефектуира декларативната заложба за вистинско, долготрајно законско решение за јавното обвинителство во Република Македонија.